оваа власт нема абер од реформи во правосудството. Наместо неопходните реформи, ќе бидеме утре сведоци на операционализација на еден груб и многу нападен удар врз правосудниот систем, кој ќе се одвива именно во законодавниот дом. Брзањето со интерпелациите на членовите на судскиот совет на ваков начин и во услови кога во тек е подготовка на нов закон за ова тело, вистина ги обелодени сите намери на власта. Ако судскиот совет биде срушен на ваков начин, следни ќе бидат судиите што не се по волја на власта. Потоа ќе следуваат и нарачани пресуди, како што впрочем сме гледале и во минатото. Исто така, ако обвинителот биде сменет на ваков начин, без почитување на законите, следни ќе бидат сите што не му се по волја, сите оние што нема да сакаат да работат по инструкциите на Мицковски. И наместо вакво недемократско однесување, ние бараме за судските реформи да се создаде национален консенсус и да се осигура вистински темелен реформски процес за она што е потребно да се подобри во правосудството.